Добро дојдовте во Училница. Јас сум професор Славко Даскаловски, вработен во гимназијата Свети Климент Охридски во Охрид. Денешната наставна содржина гласи животот и културните достигнувања на Стариот Исток. Најпрвин да се запознаеме со целите на овој час, а тоа се учениците да опишуваат за верувањата, религијата кај старите источни народи, да објаснуваат за видовите писма кај старите источни народи и нивните основни карактеристики, да објаснуваат кои се назначајните градби, достигнувања во ликовната уметност и книжевноста и науката. Започнуваме со верувањата и религијата кај старите источни народи. Верувањата и религијата имаат голема општествена и културна улога кај старите источните народи. Не можејќи си да ги објаснат природните појави и непогоди и чувството за беспомошност, тие на овие појави им давале на природни својства. Така кај овие народи се развила фантазија со која се започнале и верувањата. Како и во други делови на светот, верувањата зависеле од животните услови и начин на живење. Со нивното менување се менувале и верувањата. Кога биле ловци и собирачи на храна, луѓето своите божества ги замислувале со човечки тела, а глави на птици и животни. Со развојот на земјоделството, како главни божества ги почитувале сонцето, месечината, реките и слично. А со појава на првите држави и нивните владетели, луѓето своите божества почнувале да ги представуваат со човечки ликови. Народите од Стариот Исток, со исклучок на евреите, биле многу божци, а верувањето во повеќе богови се нарекува политеизам. Верувале во разни богови, како што бил богот на сонцето, богот на раѓањето, богот на смртта, богот на ловот и слично. Слично како кај луѓето, така и кај боговите имало еден вид на хиерархија, која што начело на боговите стоел главниот или врховниот бог. Кај египтјаните мощно долго се задржал тотемизмот, секоја египетска нома си имала свој тотем и тие верувале дека тој ги штити луѓето во номата. Египтјаните подосна почнале да веруваат во разни богови со човечки ликови. Врховен бог го сметале богот на сонцето, а тоа бил Амон-Ра, а исто така почитување и големо значење имал богот на вечниот живот и судија на мртвите Озирис. Египтјаните верувале и во задгробен живот, со живот во рајот или пеколот, според волјата на боговите. Тие верувале дека душата пак ќе се врати во телото ако тоа се заштити и зачува од распаѓање, па затоа тие телата на умрените ги балсамирале со смеса од масла и смола, а потоа ги ставале во саркофази и гробници. Тоа се познатите египетски мумии. За боговите, старите источни народи градиле разни храмови, во кои ги извршувале своите верски обреди, ги толкувале верските учења, принесувале жртви и ја толкувале волјата на боговите. Еве на овие слики се представени како изгледа една египетска мумија и саркофагот каде што таа е сместена. Во Кина превладувале двете главни кинески религии – таоизам и конфуциоизам. Од 3 век пред наша ера, од Индија во Кина започнал да се шири будизмот според проповедникот Буда. Кај индиците посебно се истакна богот Брама и религијата хиндуизам. Кај народите од Месопотамија врховен бог бил богот на сонцето, а почитувани биле месечината и тогашните 5 познати планети. Евреите биле единствени, кај нив постоел само еден бог, а тоа бил богот Јахве. Нивните верувања се запишани во Стариот Завет, кој што е дел од Светото писмо Библијата.
Сега да кажеме нешто за видовите писма кај старите источни народи и нивните основни карактеристики. Најзаслужни за пронаоѓање на првата писменост се сумерите и египјаните, а тоа се случило пред околу 4000 години пред нашата ера. Тие писма не биле со пишани знаци, како букви за гласовите, туку со мали цртежи со кои се означувале зборови и поими, познати како сликовни писма. Сумерите пишувале сликовно со заострени стапчиња во форма на клинови на глинени точки, па затоа ова писмо е наречено и глинесто писмо. Египјаните пак знаците кои ги пишувале ги нарекувале хиероглифи, а нивното сликовно писмо било наречено хиероглифско писмо. За пишување тие пишувале на хартија, наречена папирус, која што се обработувало од растение, која што било сместено во реката Нил. Кинезите исто така употребувале сликовно писмо, а тие ја пронашле и картијата која направила пресвод во масовното ширење на писменоста. Исто важни за писменоста се и феникиците, кои создале најпрактично фонетско гласовно писмо со 22 знака. Како незначајни градби на Стариот Исток ќе ги издвоиме пирамидите, Вавилонската кула и Кинескиот зид. Најзначајна и најстара пирамида е Кеопсовата пирамида, која е изградена 2800 година пред нашата ера. Вавилонската кула била една од најголемите градби во тој период, а најдолг и највисок бил Кинескиот зид, кој што и ден денес постои. Во уметноста, старите источни народи биле доста способни, а најмногу се ја искажувале преку сликарството и вајарството. Особено познато било кинеското сликање на свилени ткаенини. Со појавата на писменоста се појавиле и првите литературни творби, записи, песни, раскази, басни и други. Најпознати книжевни дела се епот за Гилгамеш, кој се создал во Асирија, Мехабхарата и Рамајаната во Индија и Стариот Завет на Библијата. На Стариот Исток особено биле развиени геометријата и математиката. Во Месопотамија и Египет се појавиле првите направи за наблюдување на небото и ѕвездите. А со балсамирањето египјаните станале вистински познавачи на човековото тело, исто така биле познати по заботехниката. Сумерите се важни по тоа што исто така го изумиле и тркалото и првиот календар сличен на денешниот. Кинезите ја усвоиле технологијата за производство на порцелан, го откриле барутот и компасот. Индиците во областа на медицината вршеле операции на желудник, ампутации на нозе, раце и слично. Во областа на математиката го создале декадниот систем и ги изумиле денешните арапски бројки. Тоа е се за денешната наставна содржина.